20-то јубилејно издание на планинскиот фестивал Ја сакам Плачковица, кој што ќе се одржи викендот на 13 и 14 јули. За тоа што поточно ќе се случува на овој фестивал, како може да се пријавите, да учествувате и да бидете дел од јубилејното издание на Ја сакам Плачковица, ова утро ќе дознаеме од дел од организацијата, односно од Милорад Ангелов. Ке ти посакам добро и убаво утро. Милорад, што нуди овогодинешното издание јубилејно на планинскиот фестивал Ја сакам Плачковица? Така, навистина оваа година е 20-то јубилејно издание на нашиот фестивал и оваа година има разновидна програма. Навистина Планинарското друштво Лисец оваа година и нашиот аутдор фестивал Ја сакам Плачковица 2024 понудува специјална програма, специјално преубава програма за сите оние што ги обожаваат планинарските спортови, за сите љубители на природата. Како што рече ти, фестивалот ќе биде на 13 и 14 јули, тоа е Петров ден и Павлов ден, по тој повод ние го организираме и тие денови фестивалот. Оваа година е под покровителство на Општина Штип, Општина Карбинци и веќе 20-та година е во рамките на Штипско културно лето. Во фестивалот ќе почне во сабота на 13 јули, каде што во 5 саатот са бајлет љубителите на Вија Ферата, тоа е најнова дисциплина на качување, спортско качување на природна карпа, ќе го качуваат врвот Лисец. За во 10 часот веќе ќе имаме тура која што ќе ги посетиме спелеолошка акција, каде што ќе ги посетиме преубавите пештери, пештерата Ќуб и големата пештера. Потоа некаде во 5 саатот ќе почне познатата Плачковица трел, каде што тркачите на планинските маратони ќе трчаат до врвот Црквиште во должина од 18 км, а вечерта е резервирана оваа година специјално за штипската рок сцена, каде што ќе настапат познати бендови од Штип, Аре Брадерс Берн 3 пати на ден, Еуфорија, Јорданчо Капов и Душанка. Специјално е тоа што 3 пати на ден е познат бенд овде во Штип и оваа година повторно се репарира и ќе настапи таа вечер. Во недела веќе имаме детска планинарска трка, каде што дечиња од цела Македонија доаѓаат на преубавата. Имаме спремано куп изненадувања и куп подароци. Понатаму го имаме монбајк турата, каде што велосипедисти од цела Македонија, веќе од Србија почнаа да се пријавуваат, ќе возат планината Плачковица од планинарскиот дом Вратешка до планинарски дом Џумаја. За во 5 саатот во недела направиме една голема еколошка акција, затоа што суштината на планирањето е да оставиш планината таква како што е. Во 5 саатот сите организирано, ќе изчистиме се и во 9 саатот на 14 јули на огромен видеобим ќе го следиме и големото финале во Европското првенство во фудбал. Така ни е замислено, повелете сите оние што сакаат да ја посетат за мене неубавата планина во Македонија Плачковица и неубавиот планинарски дом Вртешка. Сите оние што сакаат да го резервираат своето ноќевање може да се јават во планинарскиот дом Вртешка. ДПС Лисец направи свој простор, кампинг центар, каде што љубителите на природата можат да престојуват на отворено со шатори. Така да ќе биде многу интересно издание, ќе има многу народ, многу забава, многу скара, многу пиво и многу дружење го заборавив да го кажам и Open Day карпа, каде што на Вртешка имаме 13 метрова вештачка карпа, каде што љубителите на спортското качување на вештачка карпа, сите што они имаат желба да качуваат со нашите стручни лица од клубот, ќе се овозможи да почувствуваат како е да се биде на висинска карпа од 13 метра. Да, навистина богата програма која што вреди да се посети и да се биде дел или од овој планински фестивал викендот на 13 и 14 јули. Како може да се пријават предходно луѓето, сите оние кои што сакаат да учествуваат на некоја од дисциплините? Пријавањето веќе е во тек, значи ДПС Лисец има свој официјален фан пејдж на Facebook, каде што е ДПС Лисец, имаме таму онлайн платформа каде што веќе пријавувањето за секоја активност, имаме и телефонски броеви, сите оние што сакаат да учествуваат можат слободно да го лајкнат Facebook профилот на ДПС Лисец, тоа е Друштво на планинарски спортови Лисец, каде што имаме и платформа за онлайн пријавување, слободно можат да се пријават, слободно таму има телефонски броеви на сите одговорни лица кои што се за активностите, така да слободно можат да се пријават и да бидат драги наши гости тој прекрасен викенд во нашата планина. Да, одбележувате 2 децении веќе постоење на овој фестивал и тоа како значаен или за Плачковица и за регионот, како е да се опстои 20 години со еден ваков фестивал? Во едни вакви времења имавме и корона и пандемии, па како се снаоѓате и како опстојувате? Навистина
прекрасно е чувството 20 години да организираш ваков фестивал. Идејата започна ентузијастички далечната 2003 година, кога јас за прв пат направив театарска представа во Пленарскиот дом. И така некако се роди потоа, ајде да направиме и музика, ајде да навикнеме некои бендови. И овие 20 години, Ивана, навистина дојдоа сите звезди, имавме гости од Србија, навистина прекрасни изданија имавме, каде што настапија голем број на македонски звезди, па и од страна имавме гости, претежно од рок сцената. И 20 години да го издржиш се базира на љубов, разбирање во клубот. Навистина, нашето друштво ДПС Лицец прерасна е повеќе од клуб, за нас е фамилија, клуб во кој сите се влагаме, имаме 200 члена и сите помагаат, и цел град, и сега во рамките на Штипско културно лето, сето тоа го препознаа и општина Штип, и општина Карменци, каде што неизмерно ни помагаат сите овие години, и со финансиски средства, и со физички активности од луѓе, така да полесно идат сега работе. Првите години беше малку потешко, но сега кога веќе се брендира, кога се пласира на планинската сцена, така да многу е полесно сега да ја организираме фестивалот, веќе луѓето си ја знаат својата работа, искуство имаме преголемо, така да многу лесно и едноставно да работите сега. Да, јас ви посакувам да имате успешно јубилејно издание и да си постоите уште многу долги години, па да снимаме нели наредните години, па да имате и уште децениска култура како што ја правите нели со овој фестивал планински кој што сочинува нели и култура, и спорт, и рекреација, и музика и се она што им треба на луѓето за опуштање. Ви благодарам за големата поддршка кој вие како телевизија секој пат ни ја давате, ќе ни бидете драги гости, повелете и ги поканувам уште еднаш сите љубители на природата да изберат своја активност и не мора да изберат доколку не сакаат да учествуваат во било која активност, ќе бидат добродојдени гости заради обична посета на Пленарскиот дом и добрата забава. Повелете уште еднаш 13 и 14 јули Пленарски дом Вртешка планина Плачковица, за сите оние тоа е планината над градот Штип.